Dobar, ubav i srećen den, dragi naši prijatelji. Neka je za Irlje i neka je samo za ubavo. Za site vas što ste pred malite ekrani i za tije što ne se što v momentu se na rabota, znam дека ќе споделите ова рецепта, zato što na vistina je unikatna. Znači na prašanjето kako se pravi najstaриот македонски традиционален сукан зелник. Значи, секогаш сме во дилема. Имало квасец, немало квасец. Стасува тестото, не стасува. Се тегне, се сука. Затоа, драги мои, ние поканивме нашата пријателка која што навистина ни се обрати преку нашата страна на Facebook и од се срце го прифати учеството во емисијата Вкусот на традицијата, затоа што има многу рецепти кои што сака да ги сподели со вас. Ова е токму платформата наша заедничка, каде што ние си ги разменуваме рецептите. Вие ни праќате на нас, ние ви праќаме на вас и затоа ова емисија слободно ја нарекувам дека тоа е наша емисија, ваша и наша, на нашата Алфа телевизија. Велам добар ден за господја Блашка Стојанов. Добре ни дојде господја Блашка, како сте? Добре. За сите гледачи што ја гледа и вашата емисија, ова е учество повторно во нашата емисија, ми ја направивте прекрасната ружа погача, кој што ќе можат на YouTube да ја најдат нашите гледачи, за оние што не гледале, а за тие што гледаа веќе ми испраќат и фотографии, знаете колку бев изненадена со телефонот на екранот сликана, колку излезе убаво секоја чест и верувам дека сега и овој рецепт што ќе ни го понудите и што ќе го направите зелникот, ќе откриеме тајната каков е всушност оригиналниот старински зелник. Вака, јас ти ви го направам. Тој е традиционален, старински, македонски зелник и најавтентичен. Така? Македонски зелник, зелник кој нашите прабаби го правиле само од брашно, вода и сол. И тоа се првите зелници. Значи немаме квасец, немаме такви работи, така? Тоа е само од брашно и да видиме како нашите умешни баби, прабаби, само од брашно, вода и сол ги правеле највкусните пити. Браво! И по потекло си од Кочани, но си живеела во својот живот во Штип, па потоа доаѓаш во Скопје, значи претежно ни ги носиш и штипските специјалитети, така? Затоа што си гледала од твоите пријателки, баби, постари жени, така? Да. Каде најчесто се прави овој зелник во Македонија, од каде токму потекнува ова рецепта? Овој зелник јас го научив од мојата мајка. Истиот зелник го е правила мојата баба, прабаби, значи генерацијски, инаку моите родители потекнуваат од Кочанскиот крај. Од Кочанскиот, значи ова е... Значи од источниот крај на Македонија, ова е старински многу зелник. вредни жени се, значи. Да. Такви жени дури, кога снимав таму, порано, ми остави печаток, значи, со афионска сол, зелници, после зелници со ориз, во тој многу специфични рецепти кои што всушност е нашата традиција и нашето богатство. Блашка, што се ни е потребно да го направиме овој старински традиционален македонски зелник? Да, за овој зелник, што ви кажав, ми треба брашно, Колку брашно? Брашно, јас вака, пошто мојата фамилија е помалецка, ќе ви го прикажам рецептот како јас дома што си го правам. За тавче број 24 или 26 е ова. Тавче број 26. Тоа е 400 грама брашно, вода, колку што прима, по потреба, сол едно лажиче, имаме фил прас, така ги правеле на старите зелници, 3 страка прас и овде има една сува везена по желба. Малку испржено. Да, може блага или љута по желба, малку испржено. Еве ви предлоги, а секако ќе ни треба и малку пченкарно брашно. Не палента, туку пченкарно брашно, околу 100 грама за посипување на корите. Еве ви предлог затоа што сега сме
и во текот на постите, дали великденски, дали сега божикниот пост и така натаму, ова ви еден прекрасен, баш посен рецепт. Ајде, сега да видиме... Иде и бадник, јас овој зелник секогаш си го правам на бадник, пошто ова е посен зелник. Нека е зубаво. Да. Ајде, Блашка, повели сега така. да видиме тестото како ќе го Ајде да го направиме и ќе се сложите дека еден со толку минимални состојки ќе направиме еден од највкусните зелници. Со нетрпение чекаме да ни покажеш. Еве, јас брашно, например, вака си мерам, мерка си имам. Четири. Еве. 400 грама брашно. 400, да. И другото ќе биде за размесување на корите. Добро, правиме... Ова ставаме. Да, по-старински, кладенче. Кладенче. Ставаме едно лажиче. Една кафена лажичка сол. И го замесуваме. Со млака вода. Со млака вода, да. Да. Јас по-старински. Така. Значи... Сега, количината на водата зависи, не можеме да одредиме ние количински према брашното. вода, према брашното. Така. Секој брашно може да... Лашка, нашата емисија Вкусот на традицијата е посебно посветен, значи покрај сите гледачи и повозрастните да се подсетат, така средната генерација да видат до кај се што научиле, што подзаборавиле, а за младата генерација, сега некоја млада девојка или еве керка ми ќе ме праша колку вода да ставам. Јас никогаш не знам да ја кажам колку вода треба да ставам. Да. Колку треба вода да ставиме ако е 400 грама брашно? Ако е 400 грама брашно, 2 децилитри. не можете да одредите точно, бидејќи треба да добиеме едно средно меко и гладко убаво умесено тесто, за да можеме да не се лепи. Да не се лепи. Да, да не е меко. И да не е меко, да може да се размесува сепак. Да. И кажавме во потребните состојки дека имаме масло за попрскување на корите. И повторувам уште еднашка потребните состојки. 400 грама брашно за тавче број 26. Млака вода по потреба. 100 грама ченкарно брашно. 1 кафено лажиче сол, масло за попрскување на корите, 3 страка прас со една везена пиперка и малку солца пропржени на масло за филот. Да. Водата повеќе не ти треба, така? Не ти треба, да. Сега почнуваме. Добро. Ќе го месиме тестото на маса. Така. Го вадиме. Тестото треба да е убаво умесено, измесено, за да убаво се сукаат корите. Оти малку дали поголем. може јас ова да го преместам од оваа страна? Прас пржен. За мерак. Да. Значи, ќе ви треба и една слободна површина, каде што имаме чаршави послано, затоа што од ова тесто, од 400 грама брашно, Блашка ќе извади 4 топчиња, ќе направи 4 кори. Така? 5 кори. Да, една малку поголема, 4 еднакви и ќе имаме една најмалецка, многу малецка за покривање на филот. На филот. Добре, значи колку кори вадиме вкупно? Со се малецкото. 6. 4 еднакви, петата најголема, малку поголема, тоа е. И шестото мало топченце, кој што ќе го расукаме ќе биде како капа, покривно. Добре. О, браво. Значи, ајде начинот на месење, го земате тестото. Да. И треба убаво да го умесите. Да. Тесто мора да се убаво умесени, да. Добро. Дали ова тесто сега треба да одмори? Кога ќе го разделиме на топчиња и умесиме, ќе ги ставиме под фолија да одмара 10 минути и почнуваме со сукањето. Тестото не смее да ви биде ниту меко, ниту тврдо, значи морате средно меко и гладко, убаво умесено тесто, оно си се познава. Да.
Јас никако, значи, така да расукам кора, ма морам малку во тестото, малку еден прстов квасец да става. Не. Првите зелници биле бесквасни. Така. Тако. Добро, сега Квасецот го делиш, покасно ќе излегува. ги вратиш повторно топчињата во Да, земјената. во земјената. Ајде сега да видиме делбата. Делбата, значи, правиме еден како ролат. Да. Еве. И сега. Сега едно најмалецко сечеме. Тоа е една Најмалецко. малецка коричка за прикривање Добро. Така, јас ќе го завиткам малку. на зелето. Имаме 4, 5. една, чекај. Една. 3, 4. Значи, како што кажавме, Една е поголем, овие се малку помалецки малку од поголемата, да. Добро. Така како еднакви да ми се корите. Ова е најголемата кај мене, да Да, знаеш. да. Добро. Тоа е на малецката, тоа е најголемата. Ова е најголемата. Да. Ете така. Еве. Еве е најголемата. Прва ја ставам тука. Да. Ови се помалецки. И сега, ајде да ни кажеш во што е тајната на овој зелник. Ми кажа дека сите кори најпрвин се сукаат. Па Тајната? после се редат со фил, така? Нема, например, исукаш кора, ставиш фил, па Да, наредиш. да. Тајната? Тајната- Еве ти го и четвртото. Ставај ги сега овде, да ги покриеме со фолија. Најголемото се препознава. И на малецкото, еве ги тие Ете 4. така. Ки ги покриеме со фолија. Тајната на вкусниот зелник е во убаво расуканите кори. Јас со текот на сукањето и кога ќе завршам со првата кора ќе ви покажам. Значи тоа треба да биде многу тенка, расукана и убаво расукана кора. Ако се дебели корите, вкусот на зелникот не е ист како со тенко и суканите кори. Но прво ви ги треба, сукнаш прво, корите. значи ти треба мала спретност при сукањето. Само ова и да ве искус. прашам, Да. пошто е тајната, значи прво ги сукате корите, Да. потоа ги редите, Да. завенат малку. Да, Ете, да. тоа ни требаш. А Во ред, тоа? продолжуваме откако ќе одстојат топчињата 10 минути. Почитувани наши пријатели, поминаа 10-15 минути откако одстои тестото. Сега со нетрпение те очекуваме, Блашка, да видиме како ти тоа ќе го расукаш, како што кажавме. Тајната на вкусот е, прво ги месиме ги сукаме сите кори, да завенат, да овенат корите, а потоа се реди филот, а јас ќе го подготвам посипот. Така, Да. брашно со пченкарно брашно. Повели, од која кора почнуваш прво? Почнуваме од 4 еднакви. Од 4 еднакви. Еднакви, да. А дали целото брашно да го ставам тука? Не. Доволно ава? Да. Добро. Ќе го Доволно, промешам да, сега. промешај. Бело Со брашно лажичето, со пченкарно пченкарно. брашно, пола на пола. Да. Тоа ќе помогне на Блашка да ги расука прекрасно корите. Јас ти пречам овде? Не. Добро, повели сега и тоа ако ти пречи да го поместиме. Не, само ќе го ставиме понавнатре. Ајде. Почнуваме со сукањето. Браво. Корите прво. Значи, Блашка, јас ке те прашувам тоа што ни интересира, ти имаш Да. големо искуство околу подготовка на ваков зелник. Да, мене мајка ми ме научи, јас уште во средна школа и како студент веќе знаев овие зелници и кори да ги сукам. Така, а да Да. те прашам, а дали ти твојата ќерка ја научи? Да, знае и мојата Знае? ќерка некои работи, да. Така, значи, Да, таа- мене мајка ми мучеше, јас не ја учи. Аха. Хајде да видиме на принципот кој што е за гарантиран успех на расукување на кората. Значи, Ви бара треба брашно, тенко, да. чекарно брашно, така? Измешано пола, една половина брашно Така. и пченкарно. Така го правеше мајка ми и јас така. Се додека не добиеме една голема кора. Тоест да биде, како рече ти, кората како треба да изгледа? Треба да биде толку многу тенка кога ќе ја ставите под неа раката да ви се прозрки. Ќе ви покажам, да, прозирна. Значи тоа зборува колку е тенка кората. А за убав зелник, корите мора да ви се тенки, расукани.
ова бара малку поголема умешност и пракса. Значи, прво ја превртувате кората. Ја завиткувате. Да. И сега, од средината почнувате према крајот. Према крајот. Тоа е всушност тајната на развлекување на кората. Ќе ја распуш сега ја завиткуваш од средината кон крајот. Така? Да. Добро. Значи, кога Влашка ќе го стави сукалото, вака, гледате што прави. Прво го повлекува малку наназад, Да, а потоа повлекувањето. почне, така. Тие тајни да им ги Со кажеш. повлекувањето, еви, Да, кога ја повлекувам на младите јас, домаќинки. да, и кога ја повлекувам назад, фактички, со тоа повлекување назад кората. После повремено си додавате, не смее ни многу, ни малку, ако ви убаво умесено тестото. Еве, и на крајот кога сукате брашно, не треба на кората да ви остане. Да, кората треба да ви биде без брашно. Мазна, да. Тенка и мазна. Ако остане брашно во случај? Па брашното ако остане Да ќе подруг, подгори, мислиш, во текот на печењето? да, подруг вкус може да го смени вкусот на питата, на зелникот. Така. Забележуваш и дека назад и го повлекувам сукалото Да, појако, за да. Интересно. Аха. И вака малку масата од... Така како да го фрла, да ја фрлаш кората, нели? Да. Аха. Ова Влашка, да ти кажам, како со шестар да ја правиш кората, а не со сукало. Да. Па навистина е уметност. Ова сукање е уметност. Треба човек да си го бива за тоа. Пракса. И така да си ги оставаме тие искуства на нашите гледачи. И благодарам. И на помладите. И благодарам мојата мајка, не ми ги уживите дека ме научила да сукам. Така. И во спомен на нашите мајки, кои што несебично ни го пренесуваа своето знаење. Знаење, да. А веќе ова е скоро готова, не? Да. Готово. И мислам дека се продзрќа. Да. Така? Да, веќе е прозирана. Прозирна е, да. Брашно нема. Еве ја таа прозирност, еве кога ќе ја ставите раката ја гледате. Ете, значи како треба да биде прозирна. Да, еве ја раката, камерманот може тоа да го долови. Да. Така. Одлично, сега ја ставаш на сукалото, така. Добро, и ја ставаме да се суши. Да. Може да ја ставам така. Еве, ние си подготвивме и чаршав. Ја ставаме тука. Ајде така. Сега постапката се повторува уште со 3 кори. Да. Потполно иста постапка додека стигнеме до најголемото топче и до најмалото. Следете го сега уште еднашка процесот на подготовка, значи имаме уште 3 вакви кори. Рековме, сите посебно и се сушат. Драги пријатели, еве речиси е готова и четвртата кора. Пред да премине господјата Влашка на месењето на најголемата кора и најмалецкото топче. Значи, еве ги корите, како што ви кажавме дека се веќе исукани и се подсушуваат на собна температура. И четвртата сега ќе ја ставиме додека тие 4 се исушат, веќе Влашка ќе ја сработи и петата кора. Четвртата кора е готова. Ете така. Ајде јас да ставам. Каде да ставам? Тука. Еве на тој. Добро. Значи, секоја чест како ги исука, ти, жено, имаш златни раце.
Ни едно дупче нема овдека на бојата. Не. Како може тоа така? Тоа е благодарност на Значи, мојата мајка. браво. Таа ме научи од многу малецка, јас сукав. И така. Еве го најмалецкото вака го ставам во ова. Ова веќе ќе го тргнеме да си го подготвиме тавчето. И еве ти ја личетката за масло. Така. Ова ќе ја ставиш најдоле на зелникот? Да, оваа прва. Плашка си го донесе тавчето, тоа е ставката од дома, оти ние жените како сме учени. Да. Во нашето тенџере, Во. во нашето тавче, Да. со нашата сукалка. Значи све си сакаме, секоја жена на која што си е учена, така? Да ти дадат друга сукалка, сукањето исто, ама нема да се погоди, може. Да, гледачите ќе си ги ја прилагодуваат количината на брашно према бројот така, на ако сте членовите по голема фамилија, да. тогаш ќе ставите дупло, 800 грама брашно. Или 1 кило. Или 1 Килограм, нека има килограм и пол. 8-10 кори нека има. Да. За ова треба и кондиција за сукањето, а? Јас сум научена, не научувам. Да. Те тераат ли често пријателките вака? Да, кажат, имам Лашка? сукано, да, и на Да, пријателки, да. Браво. Да. Као ки имам слави или ки имам гости, направи ми еден зелник. Да. Па добро, еве сега готова си да ти кажам, ти изрекламиравме за тие што сакат зелник да барат, блашка за зелникот без квасец. А порано мислам дека и свинска мас ставале на место. Да. И Масло. повкусен е и тоа ќе ви кажам дека го не ја. може да биде посен, тогаш ќе Да. биде. Ние го правиме сега со зетин, инаку мајка ми го правеше со маст. Ајде сега да И видиме бак. што со неа. Последната кора ја ставаме прва во тавата. Добро. Да. Така, ајде да го видиме начинот. Значи само ја распостилаш. И малку гужванга. Да, и треба да се намести. Да видиме колку Од ист. треба да виси надвор од тавчето. Да виси за да може да се врати назад и да ја фалтаме потоа. Аха. Како? Колку тоа е 5-6 Да. сантима од тавката да излегува. 5 прсти, од прилика. 5 така? прсти, да. Инаку ова бак се поставува по целата. Дај ми ја сега сукалката, јас да ти ја подадам првата кора. Првата ќе ја Сега, земеме. првата, Така? не, Тоа мораме е- прво да го... Добро. Ева првата. Така. А така Сега. да напрскаш, а? така. Јас дома си прскам и вака и баш ова така, силиконска сигурно. четка си ја користам Браво. и многу ми е И практична. по крајчињата. Да. Да се намастат и Да. крајчињата. Одлично. Така. Ја намастиме кората. Добро. Следната кора. Значи сега не оди фил, така? Не. Следната Сега кора оди. ќе ми ја постелеш овде на масата, Добро. за да си ја попрскам. Значи ја попрскуваш. Да, со зејтин. Со Па потоа ја зејтинче. собирам, ќе видиш начинот. Аха. Ова ќе ми биде како малецко, како може да се представи. Стави си тука. Да, во пошироко. Ете така. Не така, ова ми е тесно. Добро. Еве. Ја попрскуваме кората. Значи убаво да си има намастено масленце. Ајде сега да видиме како. Така ја собираш. така Како е, армоника. Како армоника. Како армоника. И ја, еве, првата кора ја ставам овака. Добро. Јасно. Ево одиме втората кора сега. Да. Ајде. Така видиш дека тие малку се позасушени. Да. Повторно со масленце. Да. И мене вака со четка, ваква Аха. силиконска ми е најизгодно.
кога си ги Може и со попрска. лажица, може. Па може со лажица, Да. или вака ми е многу по... Добро. Така. Така, сега одиме на третата кора. Добро. Значи и таа ќе се собере како армоника Да, се собираат како армоника и треба да има кладенче на на средината. средината во кое што ќе го ставиме празот, филот. Сега ова оди една врз друга, така? Една врз друга, да, една врз друга. Вака се. Значи, во круг се редат, Во круг. не внатре. Натре да имаме слободен простор. Простор, да, кој ќе Ајде, ни да си служи за, таму. Така, за да го ставиме празот. така. Така. И навистина ова мајсторија. Голема мајсторија. Продолжуваме кај ни Кајде што со кората, кај застана. што завршува следната. Да. Така. Следната кај што завршува и така во круг ги ставаме 4 кори. Покри сега филот. Така. Го ставаме празот. Обратно лажите. Да. Да. Значи на средината и нека има повеќе зајре. Да, А од јас страните воопшто не ставаш? не. Јас на средината го ставам, тоа е зеленикот, значи зајрето се става на средина и секогаш ставам повеќе зајре. Така. Има ли некој што не јаде вака пржен прас убав, а? Ќе се сложите дека Да. еден од најубавите зелници, значи нашите права би правиле најубави зелници. Да пробам зајрето. Мислам дека е добро. Е, ти благодарам многу што ми остави малку. Еве повеле. Значи, Дијана од вака. кујната штубаво го е насечкала и го испржила прекрасно. Да. Сега И се сега намастува ја повторно. враќаме. Не. Сега ја враќаме кората. Ова надвор ја фалтаме. А со таа кора да ги покриеш останатите. Да. Добро. Затоа таа е надвор и залезена, то поголема се сука, за да може да се нафалта и да ги прекриеме витките на претходно. Леле, колку е убав, значи како И сега како ова, уметничка слика е. да. И сега ова ќе го расукаме немалецкото за да го прекриеме Така. филот. На колку степени загреана ревна овој зелник ќе се пече? Јас го печам вака, режната ја загреам на 250, го печам 10 минути, И потоа а потоа намалуваш. намалувам на 200, 10 минути, уште 20 половина Половина час, 10 минути обавезно. на 250, Да. 10 минути, 20 минути 20 на 200. На 200 и на крајот Да. ќе го посипеме со вода, тоа како парење го викаат, на крајот Само што ќе се извади од ревна, и повторно ќе се врати како уште 2-3 минути. така да се искисне. Така. Ете, така. Значи, Со најчесто малку. така правиме, нели, со вода ќе го напрскаме. Водата треба да биде студена или топла? Не, тоа се затоплува вода со зејтин. Вода со зејтин, значи И немате така, само врела. да го налеете, да биде како не, варен, него само да го попрскате, да кажеме 5-6 лажички зејтин, 5-6 лажички вода или половина чашка вода, така? За вака, за овој зелник, јас како што го правам, мене ми требаат околу 50 мл вода. И 50 И мл масло. не, многу е маслото, Многу е? не. Како една лажица, 2 масло и тоа се загрее
vrelo topol zelnik i vrela voda i povtorno se vraća kako уште 2-3 минути. Да скипне. Така да скипне и Да зелникот оди на орање зелникот, така Да. викаат. Да оди на орање. Одлично, еве и капата е веќе подготвена, ревната ни е затоплена. Останете со нас, драги гледачи, откако ќе го испечеме зелникот и да видите која е мајсторијата, како тоа. Ќе пробаме да видиме како Блашка го направи сето тоа. Еве, сега тоа е веќе малецката готова. коричка. Ја ставаме на... Така, Да, браво. го препокриваме. Празот. Одлично. Вака, мораме да го опрскаме. Имате тука масло. Има Има масло. масло, добро. Ете, Не видов оти јас го Да. испушив, ти си ми ставил. супер. Па јас зошто сум асистент? Јасно, Да зашто си мислам на асистент. сето тоа што не достига во момент. Да. Ете така. Значи оди на печење, се гледаме откако ќе го испечеме. Почитувани и драги наши пријатели, да ви кажам дека на Блашка денеска ама сите и се израдува од златно буре кучково. Затоа што ова така добро мирисаше. Како добро го направила, гледајте. Тоа е тоа. Крцкаво. Крцкаво, тенко, 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 тенко. Мириса на зелничен убав. А што ме бендиса, па што нема квасет, нема ништо, значи сега можеме вака, така? Или Да, вака? да, може. Добро. Он е најубаво да го се крши со рака. Да го Најубаво. кршиме? Повели крши? Ајде крши. А не, со ножот тогаш. А? Не, со нож. Ајде, Сечи мола. парче. Ајде, мола. Пресечи ти, јас не можам да додржам веќе. И си имаме една лажичка со која што можеме да си земеме од филот, пошто тоа така се јаде, нели? Така се јаде. Ете така. Така За може. тебе и за мене, и сега знам, си оставивме и за други, да? Да, има за сите. О, гледајте, уште чади ова. Да. Ова е, леле, како убаво мириса, значи, вака си е редот, да си се стави од филот, тука Да. во чинијата, повели Блашка, и јас одам вака, леле. Погледнете како изгледа парчето. Јас го покажувам на гледачите, а само го лутам. И тај мирис да го осетите на праси, на сува пиперка комбинација. Ратете да се поздадат. Благодарам, Адријана. Ова е вистинско уживање. Кога јас се чудев од толицко тестенце како ти направи цел зелник. Ова е толку вкусно, толку убаво. Не е тешко, всушност немаме тесто овде. Не, па тоа е умешноста на па нашите тоа прабаби. е. Од Па малку тоа е. минимални состојки да направите ручек за цело семејство. Леле. И тоа, ке се сложите, испече. ваква апита немате пробано. Не. Дури Блашки, ако имаме кисело млекце, жива турши и се Да. на маста, ама ништо не ми оди со ова. Само ова да си го Да, јадам. да, јас затоа повеќе ставам од филот, со кандиот зелник си го претежно јадам со филот, со праси, со лутата пиперка, да. Мераци. Поубаво нема. Значи, во устата ми е целиот овој вкус. Душата ми ја полни. Значи, ова е право богатство. Право богатство. Да научиме да направиме еден ваков зелник. Да. И сите да се радуваат. Да си наздравиме Блашка,
да ни дојдеш повторно во вкусот на традицијата со некој следен интересен рецепт. Со задоволство. А драги гледачи, вас ве поздравуваме со мислата дека никогаш не слушајте другите што зборуваат. Да. Туку гледајте ги нивните постапки. Да, и дела. Постапките нивни никогаш нема да ви излажат. Затоа бидете внимателни. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. До видување.